Јас дефинитивно ќе го памтам моментот на кога прв пат го видовме врвот, односно целата планина. Па не знам, чувството на врвот. Одлично. Значи, тоа што си го зафртал, си го постигнал. Генерално таа слика малце е тоа психички момент каде што одите со сати, а врвот е на иста далечина, буквално. Сега, бидејќи се е така огромно, еднолично, кога ќе се влезе во кратерот, веќе е друга слика. И баш оној момент што сум го гледал по клиповите претходно за овој врв и луѓето што биле претходно, кога се влезе во кратерот, толку беше. Врвот буквално кај мене во глава беше искачен. Прва мисла да не ја заборавам количката од син ми. Прва мисла. Бидејќи тоа ме прати од дома, како да ви кажам, мислам количкава мора да дојде на врв. Ми даде 3 колички за 3 врвови. И остана главната количка Monster Truck, де му ја качам на овој врв. Така да прва мисла беше немој да си ја заборавил, пошто ќе треба да се враќаш пак назад. Скопје, Истанбул, Сао Пауло, Сантијаго. Од Сантијаго со пикапи више до Копиапо. И од Копиапо до првиот камп исто со пикапи, каде што умеѓувреме нас не истоварија, имавме некои 50 на километри возење, онака да колку да загрееме мозок. Независно дали ова последнава или другите што биле претходно, планина што нагоре има делови што не се возат, мора да сте спремни да носите точак на грб или да го туркате точакот. И тоа се различни мускули кои се активираат. И ако го немате тој тренинг, малку потешко е на лице место. Од секогаш сум сакал да го правам тоа, што кога сум почнал со први возења на тури, кога сум немал толку кондиција да речем, иако цел живот со некои спортови се бавам, секогаш сум сакал да остварам некоја тура што ќе биде баш и психофизички захтевна за мене.